Почитувани мој, добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. Изборот на Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО наспроти бугарката Марија Габриел, која беше европратеник, еврокомесар и министер за надворешни работи на Бугарија од 2023 до 2024 година, е порака за Бугарија. Во актуелниот спор меѓу Бугарија и Македонија, ова е порака дека ставовите на Шекеринска од страна на НАТО се почитуваат и дека во таа организација немаат проблем со македонскиот национален идентитет, јазик и интерпретации на историските корени на нацијата. На кого и каква испраќа порака НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек во Алијансата? Сите земји членки на НАТО и честитаа истиот ден со назначувањето на Шекеринска. Дури и председателот на Бугарија Румен Радев беше меѓу првите, а дома ни премиерот, ни председателката всушност задоцнија со честитките. Има ли политичка зрелост кај македонските политичари? Тоа е она што денес ве прашуваме во Црвена линија, а секако ве прашуваме и на Инстаграм, но за тоа треба да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Прашањето таму е следно: дали Шекеринска е правиот кандидат за заменик генерален секретар на НАТО? На Инстаграм прозорчето нашето прашање анкета изгледаат вака. Ќе одговорите со тоа што ќе кликнете на вашиот одговор. Имате две опции: да, не. Ќе се пресметаат резултатите во проценти и како секогаш ќе се соопштат пред рекламите. Но особено ќе ни биде драго да бидете дел и да земете активно учество во ова издание на Црвена линија со вртењето на нашиот веќе добро познат телефонски број 02 307 0005. И секако да не заборавиме да ве подсетиме, особено вас кои што немате искуство во вклучување на контактни емисии, а денес ке посакате и како да го искажете вашиот став. По самото вклучување веднаш ве замолувам да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Секој од вас ке има 90 секунди за едно јавување, оној кој што ќе посака се разбира нови 90 секунди, повторно ќе ги добие со вртење на нашиот број. Да се навратиме секако на дискусијата, па да видиме еве какви одговори од вас ќе добиеме. Всушност, кога ќе генерализираме, според вас има ли политичка зрелост кај македонските политичари? Добар ден. Добар ден. Веќе и добро вечер. Па еве, постои ли еве политичка зрелост кај македонските политичари? Политиката е мамење. Ја пишувам и поезија. Може да ти кажа поетската творба за политичарите? Може? Ве слушаме, ајде. Вие политичари, желни за власт и пари, не се богатство парите, туку родната мајка земја. За богатство го дадовте и најстото име и државата. Да знаете дека парата не ви е мајка, туку отров. Мајка ви е таа што ве родила, вашата и нашата држава. Господа ви даде памет да ја сакате својата мајка, а не парите и власта, која е минлива, а мајката секогаш е мајка. А еве, според вас, дали Шекеринска е правиот кандидат за заменик генерален секретар на НАТО? Да или не? Не. Зошто? Па затоа што не беше таква таа, не знаеме која беше. Јас сум школован. Ја бев учител во... Ја знаме и све. И поезија, пеам песми. И малку да ти чуја песма моја. Се исклучи гледачот, сега го нема да изоставиме да му се заблагодариме и ќе продолжиме со дискусијата токму со вас. Добро вечер. Намалете го целосно, ве молам, тонот на телевизорот. Ало? Намалете го целосно тонот на телевизорот. Намалене. Да, подобро ќе се слушнеме, ќе нема... Сега се слушаме во ред. Така е, одлично е. Па еве, има ли политичка зрелост кај македонските политичари? Кај македонските политичари има пополна зрелост со тоа што сите се свестија
дека Македонија мора да биде заедно вклопена. Сите политичари и кои веќе имаме одбрано, кој ќе иде во напред и ќе представува државата на толку високо ниво, моветот ми е за Шекеринска е на право место. Жената и уште на времето кога имаше вика со НАТО во ЈАТО. Убаво се сеќавате. Уште од тогаш имаше амбиции нашата држава да ја стави во ред како што треба и да бидеме една од главните во Европа и во светот кој ќе одлучува за некои други работи. Според вас, еве, на кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек во Алијансата? Видете вака, со самиот избор НАТО ја има цело време следено. Целата работа, целиот систем на работа, целата нејзина политичка зрелост и во право е меѓу три жени да испадне нашата Радмила Шекеринска меѓу првите кои ќе води нашата држава во тој дел. Друго прашање да ми поставите? Па, еве, дали Шекеринска е според вас, се одговоривте, правиот кандидат за заменик генерален секретар на НАТО, да, не, да забележиме и тука. Да, она е правиот кандидат и ќе ги представува комплет целата држава како што треба во ред. Така, благодарам многу еве за вашите одговори. Секако ова прашање последно кое што го поставивме до гледачот, ќе повторам, можете да го одговорите и на Инстаграм, заследете на таму и кликнете на Инстаграм стори. Добро вечер. Добро вечер. Има ли политичка зрелост кај македонските политичари? Па, ја мислам дека за да зборуваме за политичка зрелост кај македонските политичари, прво треба да тргнеме од моментот на влегување на Македонија во НАТО. Доколку се знае дека за да влеземе во НАТО се случи велепредавство со промената на името, тогаш веќе не можеме да зборуваме за некое обединување или обединетост на македонските политичари. Ова што се случи во моментов со Радмила Шекеринска, нејзиното именување за заменик генерален секретар на НАТО, не е ништо друго од обична награда за предавството кое што се случи со промената на името. Како што знаете, имаше и референдум на кој не помина промената на името. Сега, политичка позадина, порака од ова има до нашите политичари. Следниот предавник, оној кој што ќе ги отвори преговорите со Европската Унија после признавање на бугарите во Устав, може да очекува награда од Европска Унија или од НАТО. Ова се поентите на делувањето на Соединетите Американски држави, уште од времето кога, ако се сеќавате, ја признаа Македонија под уставното име за време на промената на знамето, за веднаш потоа да притискаат на нас, променете го името за да ве примиме во НАТО. Се е поврзано со предавствата во Македонија. Ви благодарам многу и поздрав. Ви благодариме и вие секако за учеството во ова издание на Црвена линија и топло препорачуваме да останете со нас за да слушнете секако и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешните наши прашања. Добро вечер. Добро вечер. Има ли политичка зрелост кај македонските политичари? Еве да почнеме од тука. Првен прашањето ме интересира какво беше. Еве, дали постои пред се политичка зрелост кај македонските политичари според вас? Не. Другото прашање на Шекеринска. На кого и каква испраќа порака НАТО еве според вас со изборот на Шекеринска за втор човек на Алијансата? Дали е то мал знак што го покажува НАТО спрема таа господја, на тој политичар, кој е поставува на заменик на генерален секретар? На НАТО. Дали е можно, се извинувам ако бидам малце груб, дали е можно да се постави вакво прашање? Наместо да малце да ја поддржиме како држава, како народ, дека еден наш сограѓанин, наша политичарка стигнала на така висока положба, ние си дозволуваме да поставуваме прво вакви прашања, а после и да се критикува како личност таа која стигнува на толку висока почитувана позиција. Јас ви благодарам, пријатно.
И ние ви благодариме за одговорот, затоа не случајно ве можете да видите, имаме многу прашања денес. Не заборавајте секако на екранот објавено централно прашање, дали ви се чини дека е време македонските политичари да се обединат околу позитивните работи за државата и има ли политичка пресезрелост кај македонските политичари? На кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек во Алијансата? Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Тина. А јас пишам тој е награда што е ратури Македонија. Нашите политичари да желдите пари. Пари. Право пари. Ратури Македонија и е наградија сега од 9.000 евра плата. Ова е Тина. Продадува државата. Продадува. Току имам да кажам. Те на другиот там да биде. Еве, време ли е според вас македонските политичари да се обединат околу позитивните работи за државата? Треба да опредават. Треба. Ама дали? Треба да прави да не е вакато. Што е страйкове? Превози, автобуси, вана да ја бави. Тата. Па што е да ме тега? Што е ме куци? Што? Сонце да огре. Това ја се да бави. Али, такви политичари, не знам. Политичари го чудам, само Христијан Викторски и го дара председателот. Тие се добри политичари. Мислят за државата. Другите, не знам. Сега Благодарам многу и вам за учеството. Подсетувам, немавајте на таймерот, 90 секунди е време трајањето на едно вклучување. Неминовно е да ве подсетам секако сите вие кои што нема да се вклучите со јавување во црвена линија, можете активно да учествувате и преку коментари и споделувања. Нашите теми можете да ги пронајдете на социјалните медиуми, поточно на Facebook, нашиот профил е секако црвена линија. Таму темата е објавена како и секогаш низ фотографија. Прашањето е време ли е македонските политичари да се обединат околу позитивните работи за државата, има ли политичка зрелост кај македонските политичари и на кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек во ова алијанса. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Верувам дека ме слушаат од другата страна. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро. Ве молам, намалите го целосно тонот за да се слушнеме подобро. Добро ве слушам, добро го намалив. Ете така, повелете и сега ние ве слушаме. Сега, во врска со именувањето на Шекеринска за заменик секретар во НАТО, моје мислење, сакам да кажам што е тоа. Тоа е истиот случај како Горбачов што е растури Русија, па го наградија со Нобелова награда и го зедува во Америка. Тоа е Шекеринска за НАТО. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам за јавувањето. Уште еднаш во овие минути од црвена линија. Ке ве подсетиме дека изборот на Радмила Шекеринска за замени генерален секретар на НАТО наспроти бугарката Марија Габриел, која беше европратеник, еврокомесар и министер за надворешни работи на Бугарија од 2023 до 2024 година, е порака за Бугарија. Во актуелниот спор меѓу Бугарија и Македонија, ова е порака дека ставовите на Шекеринска од страна на НАТО се почитуваат и дека во таа организација немаат проблем со македонскиот национален идентитет, јазикот и интерпретациите на историските корени на нацијата. Време ли е македонските политичари да се обединат околу позитивните работи во државата? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав од тебе, поздрав од телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ајде, јас да им честитам на Шекеринска, а не затоа што е заменик генерален секретар на НАТО,
затоа што е заслужна. Она е првата жена после Заев што фрлаше бомби. Првата жена после Заев што ги нарече бугарите българи, првата жена ги нарече на телевизија бугарите българи. Значи патот на Заев. Сега не знам зашто не си го зема и Заев кој со неа, бидејќи он е комплет одеа. Комплет е растурија Македонија. Благодарение на Шекеринска, мислам оваа банда и она беше. Кога ни го избриша името Македонија, што бевме признани од цел свет, што е наречен која Северни. Првата жена беше исто во оваа власт, претходната, кога не примија под ПРМ, значи најзаслужен. Сега не ја примија во НАТО, заради голема заслуга, да ја награда сега по 10.000 евра, колку таму плата ќе зима, што мисле вие, Шекерински се баш ја брига за Македонија. Ма таа ни на памет не става Македонија. Ние овде не знам зашто само си правиме мовет и некој се овде чалами, Шекеринска ќе била во заменик генерален секретар. Па и сега ќе не можеме да спиеме од радост, ќе играме чочек по улиците за Шекеринска. Не знам што да кажам, значи каква е таа Америка, значи најголемите предавници ги зима со нив. Значи овие што им се нивни браќа. Што направи тоа Америка или НАТО за Македонија? Па ништо. Само не растурија, не разјединија, не направија дармар. Значи не направија да не знаеме каде да патиме. Секако во продолжение ќе дадем уште една информација. Идната замени генерална секретарка на НАТО Радмила Шекеринска денеска напладне одржа и прием по повод изборот на втората највисока позиција во Алијансата. На приемот присуствуваа председателката Гордана Селјановска-Давкова, председателот на Собранието Африм Гаши, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, американската амбасадорка Ангела Агелер и амбасадори од речиси сите земји членки на НАТО, поранешни и актуелни политичари, новинари и експерти од невладиниот сектор. Секако ќе ви прикажеме и дел од фотографии, односно од приемот кој што ова попладне се одржа токму по повод именувањето на Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО. А ние денес во Црвена линија ве прашуваме време ли е македонските политичари да се обединат кога се случуваат позитивни работи за државата и дали ви се чини дека македонските политичари воопшто имаат политичка зрелост и на кого и каква порака испраќа НАТО со именувањето на Шекеринска за втор човек на Алијансата. Добро вечер. Вечер на Шекеринска, ама и успех на македонскиот народ и на македонската држава. И тоа е за поздравување. Него слепилото што владее во македонската политичка сцена е најголем виновник Василije II, римскиот император, што им ги изведел очите на самолните војници и тоа слепило е пренесено на сегашниве генерации. Жално, многу жално. Фала и пријатно. Благодарам многу. Ете, некои од гледачите се куси, но и исклучително јасни. Благодарам што земавте активно учество во Црвена линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Секако предност даваме на гледачите кои што ќе се вклучат директно во Црвена линија. Ќе потсетиме дека секој издание на Црвена линија низ темите и она што е актуелно го креираме јавното мислење, односно она што има да го кажат граѓаните, но пред се како гледачи на Телма и Црвена линија. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добро вечер. Добро, што ми има молк од другата страна, секако нема молк на социјалните медиуми. Она што е интересно, еве ќе потсетиме дека сите вие можете и по завршувањето на Црвена линија преку коментари и споделувања се разбира да искажете ваш став и мислење. И на Фејсбук прашуваме време ли е македонските политичари да се обединат околу позитивните работи за државата. Дали може да покажеме, да прочитам коментар. Секако ќе почнеме со коментарот на Игор Јанковски.
кој што вели што се однесува за назначувањето на Радмила Шекеринска за втор човек на НАТО. Најголемата и најмокната алијанса во светот е потврда за нашето стратешко партнерство со НАТО, како и тоа што како земја членка на НАТО во цело сме на вистинската страна во однос на политиката на НАТО. Македонија може да се гордее без разлика на политичка определба, а НАТО денес е пред голем предизвик во однос на геостратешките интереси, како и во однос на безбедносните предизвици во пошироки размери од евентуално соединување на авторитативните режими како Русија, Кина, Северна Кореја, како и опасноста што демне од употреба на нуклеарното оружје. Продолжуваме во живо. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме некого на 02-307-0005? Добро вечер. Добро, јас ќе читам коментари, но сега кој ќе побарам трпение од гледачите, верувам дека горе од режија, кога ве контактираат, ви укажуваат на тоа дека барем треба малку трпение да останете на линија, за да ги прочитаме и коментарите од активните гледачи на социјалните медиуми. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер ако сум јас. Секако вие сте и ве слушаме, повелете. Добро. Па сега многу гледачи кажава што кажава. Меѓутоа секој за себе знаете сите се по секој не може да биде со исто мислење, така да има многу кој каде и како си е определен. Јас се сложувам дека во рете, ајде Шекеринска, меѓутоа ако ќе рече некој дека е доста паметна, не може така да рече, бидејќи другите две господи исти се паметни, како да кажам, тоа е вајда ме е попаметна и она сега од нив, меѓутоа тоа си е тоа. Значи она за во НАТО е Шекеринска, која е што е, значи таму е за нив, меѓутоа за македонскиот народ за многу не е, бидејќи направи, ајде да спочнаме ја сега еве со електричната енергија, па име, па не можеше овдека да биде премиер, па не можеше председател на партијата да биде и на некој начин жената се избори како што се избори за свој личен интерес. И многу луѓе ги слушам што викаат дека не председателката не е честитала. Дали Шекеринска и честиташе на председателката? Мислам, тоа е толку невкусно каде е помлада и друга функција. Значи не треба да се зборува само како за нејзен, него треба и како она се понаша. Меѓутоа дека ова и е нејзен награда, многу го кажа, што е против Македонија, тоа е факт. Сега сите го знаеме овако, затоа она си се избори за свој личен интерес, а не за Македонија. Значи она против Македонија. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Секако ќе ве охрабрам повторно да го завртите нашиот телефон за нови 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во црвена линија. Во Македонија од 90 година навака ни еден политичар нема што мисли за државава. Ни еден. Нито опозиција, ни позиција. Да не лажи умот. Што се однесува за Шекеринска. Па таа е викна таму за ова остатокот од Македонија да го доразнепити. Да го дорастури. Нека им е јасно на сите зошто е зема неа. Бугарката случајно е отфрлија. Ќе ја земале Шекеринска, бугарката ќе отфрли. Им треба за да ја запусти Македонија. Ајде за Хрватицата и Црногорката неќем да коментирам. Ама овдека апла се гледа. Кај нас, викам, како еден политичар не се најде? И од опозиција овие не се, како треба, не знаат да застанат зад државава, зад народот. Само верглат лево-десно. Како некој губа шо шанта натака навака. Ја не можам да ги сватам. Шекеринска. Шекеринска сега ќе робари пошто пото да ги внесат бугарите во уставот, да не затворат скроз. Тие да име целта да се уништи овој дел што останало македонско. Зошто Шекеринска е наречен македонка? Премиеров сегашен каква македонка бе? Северна граѓанка е таа, не е македонка. Тоа треба да знаете што правите. Зборува она што го гледаш, а не избистуваш македонка. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер. И ако бидеме Македонија, чисто сумњам,
Шекеринска не направи коси црти, а сега и ќе не избрише. Значи, првата жена која е палеа Американската амбасада, првата жена која шараше по сите институции и толку пари се даде за да се избрише, за да се изчистат, првата жена која беше за смена на името, првата жена за знамето, се прва и сега прва, со Дайнерс клубот, не знам чив е тој, каков е, или од паричките му дадоа на тој што е предложил таму, и сега супер, фино, ќе си се тргне тој настрана и ќе рече, еве Шекеринска подпиша. Па не е за чудо и некои од тие државите кај што водат војна да ни фрлат едно такво топче навака, па да не збришат. Мене ми се чини и добро кажа човекот за овој што е растури Русија, изгледа оваа ќе го растури Балканот, не само Русија. Значи, ако мавнат овдека, ние сме Македонија едно крило на авионот од исток и другото од запад, па може ќе фати и од Албанија, па и од Србија и така натаму. Значи, катастрофа невидена. Му замерам на премиерот и таа сликата што сте ја ставиле, срамно, понижувачки. Она се поздравува со тој господинот таму, а Мицковски се го ставиле како звирка позади. Така ли треба оваа телевизија да става на екраните? Ние сме неписмени, не гледаме? Срамно, понижувачки. Благодарам многу, го цениме и вашето мислење. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добро вечер. Дало, добро вечер. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Се слушаме добро, не? Да, повелете. Вака. Секој најголем предавник во Македонија ќе биде награден од Калето и од Америка, плюс НАТО. Сега Шекеринска е наградена за тоа што е голема предавничка. Исто така ќе биде награден и Зоран Заев као предавник на Македонија. Значи, ако сакаш да бидеш на голема позиција, треба што повеќе да бидеш поголем предавник против Македонија. Ќе видите и Зоран Заев. Никој не смее влакно да му фали на Зоран Заев. Не смее да го чепне никој. Има ли политичка зрелост според вас кај македонските политичари? Дали зрелост? Не гледам. Значи, ни не се прошарени, не зрели. Значи, па ви реков, не се прошарени. Кога зборуваме за сите политичари во земјава, постои ли политичка зрелост? Би се сложил од сите партии комплет да бидат избришени и да дојдат нови, чисти, неизвалени, неизвалкани, значи чисти луѓе да дојдат. Овие комплет од сите партии да бидат некаде во некој затвор. Благодарам многу и вам за одговорите. Внимавајте, подсетувам на тајмерот. Ева уште еден коментар. Славчо Цако Јакимовски напишал: НАТО работи само за своји интереси, мир дома, војна насекаде и уништување на православието. Рада Дајбер се само провокација и промашување. Донка Цапова напишала: околу зрелоста на нашите политичари ни имале, ниту имаат политичка зрелост, само партиски интереси. Време ли е македонските политичари да се обединат околу позитивните работи во државата? Сметате ли дека имаат политичка зрелост? И секако на кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек на Алијансата? Добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Не да е време, туку се последните секунди македонските политичари да се обединат. Поспротивно тешко ќе биде со Македонија. Понатака сакам да кажам и друга една работа. Случајот со Шекеринска кажа, се покажа дека за да бидеш македонски патриот, треба прво да бидеш хистеричен антибългарин и да ја премолчуваш српската колонизација на Македонија и српското робство во Македонија. Порете што се подсетуваме на лошата ситуација со бомбардирањето на Белград. А што не го
спомнат овие патриотиве денешни Вуковар што беше бомбардиран. Да се вратиме на темата. Еве според вас ве молам, на кого и каква испраќа порака НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек на Алијансата според вас? НАТО испраќа порака зашто НАТО со еден батальон може да не окупира и да не се правиме многу јунаци големи, испраќа порака да се малу спастриме и да се гледаме работата за иднината на македонците. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние вам. Еве уште коментари. Тоше Спасеновски напишал што има тука позитивно. Александар Петровски напишал: па обединете се во кражба, меѓусебна заштита од кривично гонење, слугување на колонијалистите и распродажба на наши интереси. Во штото друго треба да се обедини таа политичка каста која има единствена цел да се самозаштити себе се и неограничено да владее и краде. Афет Мустафи напишал: што мислите, тие во НАТО се неписмени, како голем дел од сегашната власт во Македонија сигурно вреди и ја поставиле за таа позиција. Западот знае да види квалитет, некако во Македонија со лаги. Блерим Салмани му одговорил: каков квалитет, ха-ха-ха. А ние ве прашуваме, време ли е македонските политичари да се обединат околу позитивните работи во државава? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дека е време, време е. Меѓутоа, може би и не време. А во не време се знае кој лови повеќе. Не верувам дека ќе успеат да се обединат, зашто нема такви политичари, зашто ова се, извинете што ќе употребам таков збор, повеќето се шалабајздери. Се виде и во парламентот какви луѓе избираме и со какви парламентарци работиме. И кој работи за Македонија и кој не знам за кого работи. Меѓутоа, ова ме збунува за Шекеринска што е избрана. Па не, таа не е предложена од македонското водство. Таа е предложена од Руне или како се вика тој таму, од структурите на НАТО. Тие ја знаат Шекеринска, ја знаат и бугарката. По мое мислење, по мои слушања за бугарката, таа има повеќе искуство во Брисел отколку Шекеринска што има со НАТО. Меѓутоа е избра Шекеринска, веројатно Шекеринска повеќе му одговара и она што процениле дека има поголеми, пошироки познавања, веројатно има нешто тука. И наместо да се тога сега требаше да се покаже единството. И наместо ние да се фалиме, да се креваме, што се вика дека имаме наш човек во најголемите структури во НАТО, ние плукаме. Мене ми е жал и се срамам од луѓе што плукаат на таков начин. И како тој Талеш. Да не ги коментираме гледачите, но секако големо благодарам што дадовте свој допринос и секако го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Тина, ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Вака сега. Чекај да го намалам телевизорот само. Да, секако. Тонот. Тоно не ми го напи времето. Сега вака. Прво ќе одговорам за Шекеринска. Што мислите НАТО, кого ќе го избери или Америка? После сум на темата. Па тие што ја предава Македонија, но не може да земи друг од Македонија кој е против НАТО, пример, и кој е против Америка. Сега, дали треба да се обедина партите? Тие 2001 не се свестија со таа Америка, што ни закаче нож в грб на Македонија, ни го смена името, значи, и го донеса рамковниот договор, од тогаш ще немаме Македонија. Од тогаш тие требаше, прво што може да се спаси, требаше да се обедина најголемите македонски партии. Оти тие продава едните на да речем, на албанските партии, продава и другите на албанските партии, сега се тие на пиедестал, кој ќе ги симни. Тоа е пропаста на Македонија. Касно е сега да се обединува. Не вреди. Тие се веќе на пиедестал. А таа Америка заедно со Борис Цајковски знаеме што ни направи и знаеме од Белви што посматра и знаеме кој ги изваде терористите во Македонија. Доста ми е толку. Поздрав.
Благодарам многу, поздрав и до вас, секако останете до крајот на ова издание. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ке се навратам и на коментарите кои што се издвоени од X платформата. Секако ќе ве подсетам дека и по завршувањето на црвена линија активно можете да ја спроведете дискусијата и преку коментари и секако споделување. Гурда Анабела напишала што врвен успех не само за самата Шекеринска, туку и за Македонија. Секоја чест. Па еве, ви се чини ли дека е време македонските политичари да се обединат околу позитивните работи во државата? Имаат ли политичка зрелост македонските политичари и секако на кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек на Алијансата? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Благодарам. Па, доцно каснат македонските политичари за обединување, а немаат ни адар да узреат, а не да созреат. Вака не се гради државна политика. Шекеринска била граѓанин од Северна Македонија. Или граѓанка била од Македонија, или северомакедонка, не знам како. А како се викаат оние во Јужна или во Северна Грција, што се тие? Тие се грци кои шетаат низ Европа? Кај ги пишува нив дека се македонци? Или они од Пиринска? Што се тие? Зошто ние се грижиме за нива, си ги навредуваме тие од овде? По која причина? Значи, ваков народ, убаво поговорката ја кажале турците, јазикот коски крши, како не им е срам? Ние да се грижиме за македонците во Пиринска Македонија и за македонците во Егејска. А овде кој ќе стаса раскине рекова како сака. Па подобро да сум граѓанин, отколку да сум егејка. Каде се спомнува македонец? Егејка, егеец, Пиринец, каде е таму македонка спомната? Како не им е срам? Како не се срамат? Или целта им е на тие, таквите да растурат и оваа Македонија, која има државнички обележја. Срамота. Срамота, а секоја чест за сликата што сте ја ставиле на екранот. Секоја чест. А не тој да ни кажува, ние работиме на патот кон Европа. А кај работиме? На што работиме? На што работиме? На навредување? На нашите сограѓани? А најзрелиот политичар и македонката Шекеринска, која направи Македонија горда, ете таа е, Шекеринска. Шекеринска ја направи Македонија горда. Во цел свет. Па НАТО каква организација и дали ќе имаме ние корист или не? Благодарам многу за учеството и подсетуваме, внимавајте само на тајмерот, затоа и го објавуваме на екраните. Еве уште дел од коментарите од X платформата. Богдан Богданов напишал: поговорката кога сиромавиот ќе се фати за урото, ќе се скине тапанот. Ќе важи за Шекеринска ако Трамп го укине НАТО. Маунт Мацедон напишал: тоа и да се случи, за Шекеринска нема да важи, таа не е сиромашна. Време ли е македонските политичари според вас да се обединат околу позитивните работи за државата? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушам. Јас не сум присталица за никој. И нити за Шекеринска. Ама да ја вреѓа некој, Шекеринска, јас го знам незиното потекло. Таа потекнува од интелектуалци, високо образовани уште од ки знај кога, инженери. Дедо му негов го оснива рек и да ја вреѓа до такви зборови. Луѓе, не можам да наречам, може си неписмени, може се пописмени, ама сите овие што се јавува, ми се чини дека не се достојни за фамилијата. Да не ги навредуваме гледачите, ве молам. Кажете ми, еве, на кого и каква порака испраќа НАТО со изборот на Шекеринска за втор човек на Алијанс? НАТО парно зна и големите сили дали заслужува или не. Ама ве молам да ги прекинувате зашто не заслужува такви луѓе да вреѓа македонка, чисто крвна македонка од овој дел на Македонија. Порастета во интелектуалци, се изградиле големи гиганти во Македонија. Фала и пријатно. Благодарам многу.
Мора да укажеме на еден факт дека црвена линија е отворена, значи за сите граѓани, гледачи да се вклучат. Секој од нив може да имат различни ставови, се разбира различни мислења, токму поради тоа нели вклучуваме голем број на гледачи за да се добие генерално сликата на јавното мислење. Црвена линија ќе ги исклучува исклучиво само оние гледачи кои што ќе бидат вулгарни во говорот, во искажувањето на ставовите ќе употребуваат погрдни зборови и најважно од се ќе алудираат на омраза, говор на насилство. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во овие 30 години... Ве слушаме. Ве слушаме, продолжете. Во овие 30 години независност, сметам дека поинтелигентна, поспособна политичарка и особа од Шекеринска немаме во Македонија. За жал, се остварува она што го кажа пред некој ден во самовистина господја Најческа за каков народ се работи во Македонија. Некои криминалци, пробисвети, стануваат функционери и така натака, а една личност како Шекеринска, на која свето и се диви сега, втора личност во НАТО, асоциација која што стварно е за ценење во цел свет, бидејќи и Америка учествува во тој НАТО, сметам дека македонскиот народ не ја заслужува, а не да ја плука и се најлошо да вели. Ви се чинили дека е време македонски... Се извинувам, ви се чинили дека е време македонските политичари да се обединат кога се случуваат позитивни работи за државата? Ние која ја оплячка државата, се восхитуваме и ги цениме. Така, добро, благодарам многу. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, сина. Ве слушаме, во црвена линија сте. Види, сега ова господја Радела Шекеринска да ја вреѓат, да ја напаѓаат. Зашто во МОРО нема никој наградено? Зошто нема никој од ВОМРО? Еве, барете, а нема да најде. Значи, ево, овој шпици од премиер, сака да не однесе со овој, како Орбан. Ово, значи, Хаскиот суд го гони за геноцид, он го прима. Па каде сака овој нашиот феномен да не носи? Во Унгарија или тамо ли е место? Радмила Шекеринска не носи во НАТО. Ние сме заштитени. На нашата држава никој ништо не може. Тоа е факт. А на вас лично ќе предложам за награда 11 октомври. Бидејќи ги трпите сите водали во оваа држава. Чао! Благодарам многу и секако јас ќе ве замолам, и може би сте иритирани и не се сложувате со мислењата на останатите гледачи, само немојте да ги критикувате. Целта на црвена линија е да сме обединети сите во една целина и секако просторот за граѓаните е токму црвена линија. Продолжуваме со вас. Благодарам на гледачот секако за неговото јавување. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Јас сум против да председателката и господин Мицковски што и честита за чинот што го доби. А она зошто на нив не му честита кога добија? А тие што гласавме за неја, што ти излазавме, зошто не прима и не одговара, не биле пристрасни? Ајде, кога ќе го растресат правото и правдата? И кога ќе не примат? Судството уште смее, се мре. Сите луѓе изумреа виш. Чао. Благодарам, пријатно. И секако, ева сега дојде време по гледачката да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. На прашањето дали Шекеринска е правиот кандидат за заменик генерален секретар на НАТО, следни се резултатите. Со да одговорија 48%, а со не одговорија 52%. Продолжуваме со рекламите, а потоа повторно сме во студио. Благодарам многу на
сите вас кои што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Секако ви посакувам да имате убав викенд, а најмногу се посакувам убаво да се поминете со Ненад и Ката, кои што апсолутно се моите омилени комши на работно место. Комшија гледа у камера. Објавувам, гостиве се тагнале, мораме малку да бидеме на социјалните мрежи, иако после емисија, нели, се тоа што се однесува до рилсчиња, слики, така натаму. Тинка, да се сликаме треба. Благодарам за убавите зборови. Се новогодишно, чекам да ме поканите. Поканете си веќе. Имаме мисија